Народниот правобранител не може да интервенира кај правосилните судски одлуки за да се изменат, но најновите измени на Законот за народен правобранител овозможуваат народниот правобранител да биде присутен во текот на некои судења. По однос на донесувањето на одлуките, неколку пати веќе имам нагласено дека народниот правобранител нема надлежност да ги преиспитува и менува правосилните судски, аналогно на тоа јавно обвинителски одлуки. Единствената надлежност која што ја има е во одолжувањето на постапката, каде што се обраќаме и до судовите и до јавните обвинителства, се со цел да не дојде до голем временски период на водење на една постапка и новата надлежност која што ја доби народниот правобранител со измените на Законот за народен правобранител, а тоа е пријател на судот да може во секоја постапка и во фаза на постапка да биде присутен на рочиштата и на постапките кои што се водат во судовите. Меѓутоа, во текот на 2017 година немавме таква представка поднесена од граѓаните. Што се однесува за преставките за радиодифузна такса, граѓаните кои имаат долгови мора да ги подмират. Некои граѓани за долгови дознаваат дури кога ќе им се блокираат сметките. И радиодифузната такса е повторно во голем број на поднесени преставки, иако од 1.10.2017 година веќе е укината, односно граѓаните немаат обврска веќе да плаќаат за радиодифузна такса, но минатите долгови секако дека треба да ги подмират, ако не се незаконски задолжени. Доколку се незаконски задолжени, ние повторно постапуваме. Интересен е случајот да некои граѓани дознаваат за нивните минати долгови по однос на радиодифузната такса во оној момент кога имаат некаков прилив на парични средства на трансакционата сметка и кога сакаат да ги подигнат, едноставно гледаат дека таа сметка им е блокирана. Инаку потрачната канцеларија на народниот правобранител редовно е со активностите поврзани во казнено-поправниот дом, а граѓаните преставки можат да поднесуваат лично, како и по пошта, по телефон и електронски пат.